Благодарам за прашањата. Значи, прилично многу се овие прашања. Прво, да, тоа беше основен проблем и некако се истакна како проблем уште на самиот почеток. Значи, нормално е дека партиите застануваат за одреден кандидат, многу е нормално дека тој кандидат треба и да се согласува со основната политика, со основните вредностни системи на конкретната политичка структура која што застанала зад него и слично. Меѓутоа, она што го видовме, мислам дека создаде неверојатно голема конфузија во главите на луѓето, заради тоа што сепак председателските избори се избори за личност. Значи, бидејќи во Северна Македонија, значи во политичкиот систем ние имаме мешовит систем на парламентарна и председателска демократија. Председателот има многу важна контролна функција, значи тоа е еден сегмент на извршната власт кој што навлегува и во судската преку директното именување, да речеме, на уставни суди и слично, меѓутоа неговото вмешување и во она што представува ставање на условно вето при донесувањето на законите, можноста да реагира на одредени законски решенија и слично. Значи, функцијата председател е врзана за личност. Значи, кога бираат граѓаните, бираат човек кој што да стои за одредени вредности, меѓутоа кој што ќе може да ги изврши сите оние надлежности и функции кои што му се дадени во рамките на уставот. Во случајов тоа се изгуби. Личностите се изгубија зад политичките партии и зад нивните вредности. Па во одредени моменти почнуваше да се зборува за цена на нафта, за дали лозарите добиле дотации или не добиле дотации, дали политичката структура која што дошла на власт ги исполнила ветувањата или не, дали друга во опозицијава се реформирала или не. Мислам, и тоа дали свесно или несвесно, меѓутоа ја би типувала дека беше свесно, всушност создаде конфузија кај граѓаните и мислам дека и сега кога гласа, многу голем број од луѓето гласа за политички структури, а не гласа за самите кандидати. Не знам како би било доколку навистина беа самите кандидати, доколку ги малку и доколку навистина тие сами кандидати пак ги кажуваат своите ставови и слично, затоа што мислам дека Стево Пендаровски дури и во голема мера стоеше на линија која што одамна ја следи, која што одамна ја пропагира и слично. За Гордана Силјановска мислам дека имаше многу ставови кои што не беа својствени за незе и беше многу препознатливо тогаш кога таа ќе излези со свој собствен став, со нешто кое што потекнува од незиното собствено искуство, знаење и слично, наспроти она кое што беше условно кажано популистички елемент кој што доаѓа, кој што е наметнат од самата политичка партија која што ја представува. Така што тоа за мене беше еден од основните проблеми и мислам дека само промовирањето на политичките партии во случајов го отвори и прашањето за тоа дали навистина на ваков начин треба ние да ги водиме председателските избори и мислам дека сериозно после овие председателски избори, независно од тоа кој ќе победи и слично, треба на едно теориско, а потоа и на едно практично ниво, тоа го кажав и претходно, во други разговори, да го отвориме прашањето дали ќе продолжиме со ваков систем, дали овој систем навистина ја врши онаа улога која што би требало да ја врши, на кој начин треба да се вршат изборите, бидејќи ние сме навистина многу мала држава. Прво, самото тоа што се вметнува уште еден изборен циклус во сите избори кои што ги имаме, веќе представува и финансиска, меѓутоа и за граѓаните оптеретување, кое што лично мислам дека не е потребно. Ја дури неколку пати на социјалните мрежи напишав дека нам не ни треба председател, туку селоначалник, бидејќи толку сме мала држава која што навистина да се оптеретува со ваков вид на грандиозни избори и слично нема потреба.
Што се однесува до медиумите, навистина се согласувам дека има неверојатно голема разлика меѓу она што представуваат условно кажано официјални медиуми и мислам дека тие доста ја научија лекцијата и мислам дека има големи промени во начинот на известување и слично и она што представуваат интернет портали кои што излегуваат надвор од контролата, излегуваат надвор од рамките кои што би требало да ги имаат и се задоволуваат со пренесување не само на Facebook статуси, без да се оградат, туку без да дадат објаснување, без да дадат образложение или без да дадат балансирано представување и слично, туку и многу лесно потпаѓаат под она што представува и говорна омраза и поттикнување на несигурност кај граѓаните, меѓутоа поттикнување на страв и ширење, пред се ширење на лажни вести. Можам да кажам дека во вториот круг дури и помалку го имаше тоа отколку во првиот круг. Не знам зашто, дали се уморија или во некоја друга насока тргна и слично, меѓутоа се уште беше присутно и тоа е дел најверојатно од онаа политичка култура која што ќе треба постепено да се развива и кај самите партии и кај самите кандидати, меѓутоа и кај самите медиуми кои што ги пренесуваат и кои што не смеат да се задоволат со просто пренесување на нечиј став, заради тоа што ако само го пренесиш нечиј став, а не дадиш анализа, не дадиш свое мислење или не кажеш дека тоа е став даден од политичка перспектива и слично, во тој случај многу лесно луѓето можат да помислат дека е тоа став и на самиот медиум. Меѓутоа, колку да не го забравиме колку самите партии, овие партиски структури со кои што сега во моментот располагаме, и самите кандидати за председатели кои што беа, независно нели каков ќе биде крајниот резултат, беа спремни да одговорат на барањата на граѓаните, на барањата на нивните прашања и нормално и да беа спремни она што нели го ветуваат и да го исполнат. Не се работи само за тоа. Значи се работи за проблемот на победник кај нас. Во моментот кога ќе се прогласи победа, како да се заборава, како да влегуваме во друг свет. Значи се она што се зборувало за време на изборниот процес се заборава и она што мене најмногу ми пречи е што се губи слух за направените грешки. Значи, оние условно кажано победниците или владеачката структура нема слух за оние кои што изгубиле и за опозицијата. Значи, да, сигурно кај нив има и ламентирање, има и лажно прикажување на ситуации и слично, меѓутоа секогаш треба да се има уво, ако се сака да се напредува. И според мене една зрела политичка структура би требала барем формално да излези со изјава дека победивме, изборниот процес беше добар, оценките се добри и од невладини, од меѓународни организации и слично. Меѓутоа, слушаме дека имало вакви и вакви проблеми. Ке направиме се што е во наша сила да ги адресираме тие проблеми, да ги адресираме прашањата кои што биле придвижени од опозицијата или од независните набљудувачи и да направиме такви промени кои што нема да дозволат во иднина да се повторат тој вид на проблеми и слично. Тоа е зрел начин на реагирање на победникот, условно кажано.